Друштвото Ноќни волци овој викенд организираат мотособир со една доста интересна поука, за тоа ние разговараме со претседателот Ленин кој што ќе ни каже зборува повеќе. Господине Ленин, добро дојдовте во дневникот на телевизија Нова. Кое е мотото на еве ова 10-та поред мото журка која што се организира на Кале? Што се очекува од ова вечер? Па еве ние, како што кажавте, остваруваме еден јубилеј, 10 години постоење на Ноќните волци, 10 години организирање на овие интернационални мотофестивали кои што ги организираме секогаш од наша страна. Оваа година, покрај тоа што организираме како и стандардно оној забавен дел, во случувањата во последно време кои што се алармантни и она што се случува на сообраќајниците и околу безбедноста, особено на моторџиите, кои што се најчесто жртви во тие сообраќајни незгоди. Сакавме да организираме и ќе организираме едно мотодефиле во сабота со почеток во 17 часот, на кој што ги повикуваме сите моторџии да се придружат на тоа мотодефиле и со возење низ сообраќајниците на градот да ја покажеме дисциплината наша во возењето, каде што ќе биде и нашата масовност, нашата присутност, да другите со порака да другите учесници во сообраќајот обрнат поголемо внимание на нашето присуство. Особено знаете дека во градските средини и во периодот пролет-лето се поголем број на моторџии се појавуваат во градот и за жал од невнимание на другите учесници на сообраќајот се најчесто жртви, особено во градските средини. Сметаме дека со таа една порака ќе допринесеме на некој начин да ја подигнеме свеста кај другите учесници на сообраќајот, а од друга страна исто така да упатиме порака на сите оние исто што возат мотори, да моторите ги користат на правилен начин, да носат заштитни опреми, да бидат дисциплинирани во сообраќајот, да ги почитуваат сообраќајните правила и исто така и ние како моторџии да бидеме дел од она што ќе придонесеме со нашето учество за наша поголема безбедност, како и за генерално безбедноста во општо во сообраќајот на сите учесници. Може ли на нашите гледачи да им откриеме кој се ќе настапува, од каде се ќе имате гости? Да, апсолутно, и тоа со задоволство би соопштил, бидејќи оваа година се потрудивме да донесеме одредени светски реномирани бендови кои што особено оставиле одреден впечаток со своите настапи. Во петокот манифестацијата ќе отвори нашата добра пријателка, како што кажеме, единственото рок-н-рол девојче Дани. Потоа ќе настапи познатата ска група Уикеда од Бугарија. Вечерта ќе ја завршат Dirty Band и Backdoor Band, Dirty Side, извинете, и Backdoor Band. А наредниот ден имаме интересни два настапи на U2 и AC/DC кои што се трибют бендови, едниот доаѓа од Италија, другиот доаѓа од Србија. Зборуваме за бендови кои што се апсолутни копии и нивните настапи се навистина впечатливи и сите оние што ќе дојдат да ги видат практично нема ни да почувствуваат разликата од она што значи вистинскиот бенд и она изведба што ја прават овие момци. Очекуваме да дојдат голем број луѓе, се подразбира дека повеќето ќе бидат од Скопје и од нашата држава, меѓутоа веќе имаме пристигнато гости од повеќе европски држави, секако соседните земји се секоја година присутни. Оваа година имаме зголемен интерес на присуство на моторџии од други држави, веројатно тоа е плод на таа 10 годишен наш ангажман и присуство на мотосцената и она што го правиме кога организираме еден ваков интернационален мотособир. Така да, еве, и од ова место ги повикувам сите луѓе кои што се со добра мисла, добра намера и желни за добра забава да бидат присутни на 26 и 27 на Скопското Кале, каде што ќе имаат можност од поблиску да се запознаат со нас, да се дружат и да се забавуваат на начин на кој што ние веќе 10 години го правиме.